Почитувани, СДС стана синоним за хаос, непочитување на закон и дрскост. Постапката за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски, која вчера ја истуркаа пратениците на СДС и Талат Џафери во Собранието на Република Македонија, е целосно незаконско. Тоа го потврди и антикорупцијска комисија. Постои законска пречка да се разрешуваат и именуваат носители на јавни функции откако се распишени изборите. СДС не го интересира законот, но Зоран Заев му се брза. Целата јавност виде како бара подкуп од 100.000 евра за вицето, затоа СДС мора час поскоро да ја отпочне процедурата за избор на нов јавен обвинител. Човек кој ќе биде послушник на Заев, човек кој ќе се обиде и по трет пат да го спаси и аболицира, како што беше сторено и за случаите Глобал и Пуч. На СДС и на Заев не им одговара јавен обвинител, кој отвори случај за подкуп на избирачи во Струмица и Куманово. На Заев му треба јавен обвинител кој ќе ги затвори овие предмети и ќе го испере СДС. Јавен обвинител кој ќе функционира под негова команда и ќе испрати порака дека криминалот на СДС е неказнив. Мислењето на антикорупцијска комисија, во кое се вели дека не може во период на кампања да се разрешува или именува јавен обвинител, е доказ за аргументираната и принципијална расправа на ВМРО ДПМН и пратениците од коалицијата за подобра Македонија. Талат Џафери и СДС го кршат уставот и законите. Ова представува институционално насилие. Џафери и СДС свесно го игнорираат законот и уставот. Затоа Џафери и СДС имаат потреба да ги охрабрат оние што го прават ова, додека имунитетот ги штити пратениците од кривично гонење. Имунитетот може да ги штити пратениците од кривичен прогон, но не ги штити од казната на граѓаните која ќе следи. Најмеrodавниот суд е судот на народот. Токму народот ќе им пресуди со својот глас за хаосот и беззаконието кои ги креираат за уништувањето на државните институции кои секојдневно го гледаме. СДС ја турка Република Македонија во неизвестност и ја приближува кон работ на провалијата. Граѓаните ќе ја донесат пресудата на 15. октомври.